Не знам како е во Северна Македонија. Кога станува збор за ручек, треба да се јаде. 5-1. Знам дека јас ви пречам сега да се одите на ручек, но морам да ви кажам, јас сум британски европеец. Не трчам, не сум тој што сака Британија да биде повторно велика, но сакам да стане европска. И сакам Северна Македонија да биде поблиска до Европската Унија. Затоа ми е мило што ме поканевте да учествувам во разговорите. Волфган не подсети дека национализмот и авторитарианизмот одат рамо под рамо и водат кон војна. Треба да размислиме на тоа. Не само неделата на човекови права и демократија, туку постојано да се подсетуваме на тој. Како европеец знам дека Европа е мировен проект. Немам директно искуство од војната, не сум доволно стар, но го памтам 89-та кога падна ѕидот. Јас живеев во Берлин тој период и знам дека не е наивно да се верува дека можни се големи промени. Студира во Болоња кога падна Италијанската република под напливот на корупцијата и внатрешните проблеми. Затоа сметам дека може да дојдат промени. Убеден сум ги видел тие промени и ќе се навратиме на Британија 90-ти години. Станав парламентарец од лабористичката партија, освоив место во парламентот што беше резервирано за конзервативците и ми рекоа дека ќе бидам наивен ако се потрудам, но се потрудив и победив. И времето се менува, климата се менува. Не само природата клима, туку климата политичка се менува. Доаѓа голема бура по бура која што не очекува. Го видовме во Британија со растот на десничарскиот популизам, кој што е истурка од Европската Унија. Имавме најлоша повоена влада досега, она на Борис Џонсон. Само сакав да споделам неколку наоди кои што ги имам слушајќи ги дискусиите и состојбите кои што ги имате. Што научив јас? Мислам дека првата лекција би била кога ќе ги погледнете сите популисти, Најџел Фараж, Борис Џонсон, не смееме да имаме заблуди дека сакаат да го сторат она што го ветуваат. Најџел Фараж, не сметам, всушност не верувам дека сакаше да излезе од ЕУ. Имаше добра работа, цел време беше на телевизија. Што сакаше да постигне беше да направи една омрза спрема ЕУ. Не веруваше дека ќе победи на референдум. Шок можевте да му видите на лицето кога победија на референдум. Нема да мешате она што го кажуваат и она што сакаат да го постигнат. Тој сакаше да си ја подобри местоположбата. Штом стоите на власт, нема да го исполнат ветеното. Треба само да се освојат изборите. Борис Џонсон 2 пати победи, големо мнозинство. Победија со тоа што ветува намалување на даноците, намалување на миграцијата. Ништо од ова не се исполни додека беше премиер. Миграцијата се дуплираше за време од 600.000 до 1,2 милиони. Без преседан се овие бројки. Кога победи на изборите, се залагаше на намалување на бегалците. Падна БДП-то, направи целосен хаос за време на ковидот. Значи, тие немаат идеологија, нема да го направат тоа што го ветуваат. Само трикови се за да го придобијат гласачот. Што сакаат всушност е да искористат таа моќ за своја придобивка, на своја корист.
Значи имате корупција, криминал и така натаму како резултат на овие популисти. Уште нешто не ги буните гласачите со лидерите. Се на се, сега живам во Италија и десничарските лидери често се многу посветени. Некои од нив навистина веруваат во она што го зборуваат. Многу се надесно, имаат и историја, дури фашистичка историја имаат. Може да се нашминкаат, може да користат различен јазик, да се маскираат, да се нормализираат, за да не верувате дека се толкови екстремисти. Да речете, што убаво звучи женава. Некои од моите поранешни пријатели од Джонс Хопкинс Болоња од пред 30 години велеа, премиерката не треба што каже тоа и така натаму. Толку пари вложија во своето едуцирање што не можат да видат под таа шминка и под таа костимографија еден екстремист десничар, затоа што однесувањето е нормализирано. Сите што гласаат за овие партии не може да кажеме дека се популисти. Гласачите не се. Најчесто се и центристи и левичари. Не може да ги именувате гласачите фашисти. Кога 20% за АФД беше резултатот во Германија и шок беше за сите. Наречете ги фашисти, нацисти, како сакате. Не ги мешајте со лабористите. Мораме да сватиме зошто луѓе што не се фашисти гласаат за фашисти. Тоа е прашањето и тоа треба да се одговори. И сметам дека десничарите сакаат да поларизираат, провоцираат, поларизираат и на тој начин доаѓаат на власт. И кога ќе дојдат на власт, има многу пари таму за нив. Борис Џонсон смета дека едни правила важат за него, други за другите. Треба сите исти правила да важат за сите, а никакви правила за него. Не сака да почитува права, затоа сака да е на власт. Да завршиме со поларизацијава. Треба од себе да почнеме. Имаме тенденција кога ќе видиме некаков монструм на хоризонтот да се фокусираме на тоа чудовиште да го напаѓаме. Многу треба да сториме за себе како посветени демократи. Новата европска визија е визија која што ќе биде не само политички проект, туку Европа која што е безбедно место за демократијата и човековите права. Ние како граѓани и невладини, ние имаме одговорност да изградиме од темел таа нова Европа и мислам дека треба да се поврзуваме на цивилизиран начин, да најдеме емпатија. Кога бев пратеник, представував една изборна единица Вимблдон. И една од најубавите работи што може да ги чуеме дека не гласав за тебе, но добар си, убаво ме представуваш. И го почитува фактот дека ги представувам сите, дека сум од лабористичка партија, но ги представувам сите гласачи. И кога изгубив, и навистина изгубив на крајот, човекот што ме замени е конзервативен. И му реков, гледам дека ти доаѓаат луѓе и ти велат не гласав за тебе, но добра работа се заврши. Не е битно дали сте конзервативец или лаборист, важно е да обслужувате заедницата. И мислам дека го загубивме тоа чувство на заедништво, дека има некои работи што не
разделуваат, разграничуваат, но и не поврзуваат. И треба да се согласиме дека иднината на Европа е да биде безбедно место за човекови права и демократија, дали на центарот, лево или десно. И мора го сработиме тоа да направиме таков центар. Мојата организација, има многу организации кои што специализираат во граѓански здруженија и сакам да ја дадам нашата помош, ќе дојдам во Скопје во други место и да организираме граѓани каде што ќе може да се дискутира. Не да влегуваат, не да се согласуваат, туку да дискутираат и да разберат зошто се чувствуваат така или гласаат на тој начин и да изградиме заедничка основа. Да не создаваме само лаги, поларизации и негативни чувства, туку да не носиме партија власт за нивно добро, туку за наше добро. Да имаме политичари кои сакаат да ја помогнат на јавност и да подобрат животот. Граѓаните се умни. Брзо те прочитуваат ако не си искрен. Ни треба поинаква култура, ни треба јавна дебата поинаква. И мислам дека тоа треба да почне од себе. И се надевам дека ќе си го запамтиме тоа од конференцијава. Ајде да се работуваме за Скопје и Северна Македонија, Британија, Европа, да ги направиме безбедно место за демократија и човекови права. Секој од вас може да придонесе со колку може. Секој колку може треба да работи во таа цел.